Добар ден до сите колеги советници. Првин да ве поздравам, да го поздравам присуството на градоначалникот, на општинската администрација, на директорот на јавното предпријатие и медиумите кои секогаш се тука редовно да ја пренесуваат седницата на Советот на општина Куманово. Вчера на 11 април 2017 година, вторник, одржавме координација со сите координатори на советничките групи по барање на градоначалникот на општина Куманово и за денеска договоривме да се свика вонредна седница на Советот на општина Куманово за ден 12 април 2017 година среда со почеток во 10 часот. Сите овдека го имате добиено дневниот ред, меѓутоа пред да почнеме, сакам како советници да ве запознам со две работи, иако веќе имавме неколку пати вонредна седница, денеска ни 8-та вонредна седница. Член 31. Вонредната седница ја свикува председателот на Советот по сопствена иницијатива или на барање од најмалку 1/3 од членовите на Советот или на предлог на градоначалникот. Пред став 3 гласи: пред отпочнување со работа, членовите на Советот гласаат за оправданоста на причините за свикување на седницата без материјална расправа. И член 40 од Законот за локална самоуправа, став 3, кој вели: Советот не може да го менува дневниот ред за вонредната седница. Сите ние го имаме добиено дневниот ред, веднаш вчера беа доставени сите материјали до советниците, ги имат советниците разгледано. Денеска ги имате доставено и во писмена форма сите материјали. Сите ги разгледуваме материјалите. Сега ќе започнеме со работата. Првин сакам како совет да се произнесеме по членот 31 за оправданоста на свикување на вонредна седница без материјална расправа. Повелете да се произнесеме по ова барање. Повелете. Ве молам овде мониторот и да видиме уште еднаш да го спроведеме гласањето. Дали можеме? Повелете уште еднаш гласањето. Ако можемо да ги направиме монитор само. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 29 колеги советници, 27 за, против нема, воздржани 2. Констатирам дека Советот се произнесе и гласаше за оправданост на причините за свикување на седницата за безматеријална расправа. Одиме сега со предложениот дневен ред. За денеска имаме 4 точки на дневен ред. Првин е предлог одлука за ставање вон сила на одлуката за давање согласност на одлуката на јавното предпријатие Чистото и зеленило Куманово за давање гаранција за плаќање на даночен долг и споредни даночни давачки. Втора точка, предлог одлука за давање согласност на одлуката за давање гаранција за плаќање на даночен долг и споредни даночни давачки. Трета точка, предлог одлука за ставање вон сила на одлуката за засновање на заложно право. И четврта, последна точка, предлог одлука за обезбедување на плаќање на даночен долг со заснованње на заложно право. Одиме да се произнесеме по дневниот ред. Повелете, гласањето е во тек.
Ви благодарам. По дневниот ред вкупно се произнесоа 29 колеги советници, 28 за, против нема, воздржан 1. Констатирам дека дневниот ред за денешната седница е усвоен. Бидејќи сите точки се однесуваат на јавното предпријатие Чистота и зеленило и давање на гаранција за истата, бидејќи точките се сродни, му предлагам на Советот да водиме заедничка материјална расправа по сите точки од дневниот ред, а поединачно да се произнесеме по истите. Повелете, дали имаме некој друг предлог? Констатирам дека немаме друг предлог. Овој предлог го ставам на гласање. Повелете да се произнесеме за предлогот. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 29 советници, за 29, против, воздржани нема. Констатирам дека Советот ќе води заедничка материјална расправа по сите 4 точки од дневниот ред, а поединачно ќе се произнесе по истите. Повелете, сега отварам расправа по 4 точки кој бара збор. Прв за збор се јави колегата Петковски. Повелете, имате збор. Благодарам, председателя. Почитувам градоначалнику, почитувани колеги советници, почитувани медиуми и сите присутни. Пред неколку дена ја имавме оваа точка на дневен ред и нашата советничка група беше против една ваква одлука, но и покрај тоа мнозинството во Советот позитивно гласаше и ја изгласа. Нашиот став во однос на оваа точка и понатаму останува ист. Тоест, ние сме и понатаму против оваа одлука да се дадат под залог зградата на затворениот пливачки базен, зградата на градските гробишта и садниците во расадникот во село Доброшане. Ќе се обидам да ги образложам причините за ваквиот наш став. Како прво, долгот што јавното предпријатие Чистота и зеленило го има по основ на неплатен данок, не е вчерашен. Туку се провлекува повеќе од 10 години и за сето ова време, ниту ова, ниту претходните раководства не успеа ниту да го намалат, а камоли целосно да го регулираат. Напротив, долгот дури и се зголеми по основ на камати. Сето ова ни дава за право да се совневаме дека јавното предпријатие Чистота и зеленило, директорот и управниот одбор на ова предпријатие во наредните 36 месеци ќе успеат да го исплаќат долгот. Ако знаеме дека месечната рата изнесува или ќе изнесува скоро 2 милиони денари. Раководството на ова предпријатие пред нас не достави никаков план, никаква програма и не даде никакво ветување дека овој долг ќе се исплаќа. Според досегашното работење, ние се сомневаме дека едно јавно предпријатие ќе биде во состојба да го исплаќа овој долг. Сето ова ни личи како градоначалникот, општинското раководство и мнозинството во Советот однапред свесно да се откажуваат од овие објекти кои се градени со средства на сите граѓани на Куманово и се во собственост на сите граѓани на Куманово. Ова ни дава за право да мислиме дека по кратко време, кога јавното предпријатие Чистота и зеленило нема да може да ги исплаќа ратите од договорот, овие објекти дадени под залог, општината Куманово ќе ги изгуби од собственост. Ние како советничка група не може да превземеме одговорност за вакво нешто и уште еднаш упатуваме апел до колегите советници да не го прифатат овој предлог, за да не влеземе во историјата како општински совет
кој во својот мандат му нанел толкова штета на градот и на граѓаните на Куманово. За крај, вчера Социјалдемократскиот сојуз излезе со прес во кој ги повикува сите градоначалници и совети на општините во Република Македонија во наредниот период да не донесуваат одлуки за распишување на тендери и трошење на општински пари. Поради тоа што нивниот мандат е веќе истечен и немаат право за донесување на едни вакви одлуки. Во исто време, во Куманово, раководството на тој исти Социјалдемократски сојуз, кој што раководи со Куманово, пред нас става или не ни предлага на брзина да донесеме одлука за многу поголема сума на средства, која што одлука може граѓаните на Куманово многу да ги чини. Благодарам. Вака само првен едно прашање, тоа сигурно мислите на градоначалникот од аеродром Ивица Коневски, кој излезе и сакаше да стави еден дуб врз Зеленило, една зграда, меѓутоа таму да немаме нејасноти. Конститутивна седница на Советот на Општина Аеродром е на 10.4. Затоа таму имаме истечен мандат на советите. Конститутивната седница каде е верификуван мандатот на советниците на Општина Куманово е 30 април 2017 година, значи до тогаш е 4-годишниот мандат на сите советници кои партиципираат во Советот на Општина Куманово. Ова е само како едно појаснување за она што колегата најверојатно сака да го каже. Сега, како повелете, контрреплика. Благодарам, председател, ама мислам дека нема потреба да ги појаснувате она што сакам да го кажам. Она што сакам да го кажам, го кажав. Ја никаде не го спомнав, не ја спомнав општината Аеродром, а нигти пак чув во пресот некаде да се спомне општината Аеродром. Мислам дека повикот беше до сите градоначалници и до сите совети на општини во Република Македонија. Во наредниот период, дека мандатот е при крај или истечен и дека немаат право да донесуваат, немаат морално право да донесуваат вакви суштински одлуки. Значи, никаде не спомнав, нити јас, нити во пресот, не се спомна општина Аеродром. Ова што го кажавте е само ваше мислење. Благодарам. Нормално дека е моје мислење, меѓутоа, заради појасно да ги погледнеме работите, затоа и го дадов мислењето, бидејќи некои совети имаат истечено мандат, меѓутоа Советот на Општина Куманово нема истечено мандат. Сега за збор се јави градоначалникот на Општина Куманово, повелете господинот Дамјановски. Почитуван председател, почитувани советници, почитувани присутни, директори на јавни приходи и почитувана администрација, еве по иницијатива на мене, на градоначалникот, на администрацијата, ја свикана ова воредна седница, како нешто што е неопходно и ова дебата што ја поведе координаторот на советничката група на ВМРО, ја поддржувам во насока дека сега овој период можеби е време такво какво што е, каде уште се дебатира за легитимитетот на мандатите на Советот на градоначалниците ради општиот хаос и политичката криза што е во Македонија. Меѓутоа, ја сакам да истакнам дека ова е нешто што ние мораме да го направиме и да потикнеме ова воредна седница од аспект што сме доведени во таква ситуација од некои распидливи разлози на општата политичка хистерија што владее во Македонија. Значи, ова не е работа нова, ова е работа стара 17 години, ова е работа која е 17 години во преписки напред-назад, како текли работите и така натаму. Меѓутоа, за волја на вистината и после 17 години таа работа не е регулирана, бидејќи овој проблем за вистината на јавноста
од 2001-2002 година, негде до 2006 година, каде ДДВ-то на сметот беше 18%, на фактурирани вредности, енормни бројки, наплата беше негде од 45 до 50%, и самите знаете. И тај кумулативен долг беше пресечен негде во времето кога успеавме ние како Куманово да поставиме некој норматив да се врати ДДВ-то на 5%. И од тогаш натаму морам да признам дека јавното предпријатие ги има изминено сите долгови према државата на она што значи ДДВ на фактурирана вредност на сметот. Видите, остатокот кој беше кумулативен на ненаплатено, фактурирано и така натаму, направи една голема свота на пари, тоа е негде околу 40 на милиони денари, бидејќи тие де факто не беа наплатени никогаш тие пари, ДДВ-то се регулираше на друг начин потоа, и таа сума остана со цел да разговорите беа да се замрзат, па еден период да се даде грейс период од 3 години, па 10 години враќање, да се отпишат каматите, за да после сите тие напори што ги правивме на релација УЈП и ЗЕЛ се вклучи во таа работа, се вклучија многу странки, значи многу општини имаат таков проблем, и тоа одеше до негде за да пред отприлike негде месец дена дојде до оваа хаварија каде ние едностранно бевме блокирани за долгот и за камата, енормно голема камата, негде 700.000 евра отприлike беше каматата. Така да ние дојдовме до една парализа на ова јавно предпријатие. И на никој овдека, ни од управата, ни од администрацијата, ни од, како се вика, Советот, не му е драго да доваѓаме ова ситуација, да ставаме залог, да ставаме она што се вика гаранција за исплата на долгот. Сме принудени да го дадеме оно што на другите опростено, каматата е опростено на сите општини, тоа треба да го знаете. И сега во ова време каде јас дефинитивно не ја правам таа резка граница помеѓу државата и локалната самоуправа. Сега тука имаме должничко-доверителски односи помеѓу управата, односно Министерството за финансии и локалната самоуправа. И сега ние сме во една многу подредена улога, каде таа сума е енормно голема и ниеден субјект во Македонија, предпоставувам, не би можел да ја избалансира таа сума, која е постара од 13 години и беше дадено некој рок до 2023 година да биде регулиран. Од таа позиција ние почнавме да преговараме, бидејќи таа блокада на ова јавно предпријатие која беше нанесена и беше попишани сите други јавни предпријатија, еден фузионен систем на блокади на сите установи и така натаму, ќе довеше до хаварија на целиот систем. Ние немаме друга можност, сем тоа да прифатиме услови кои ни беа диктирани еднострано од УЈП, односно од Министерството за финансии, и добивме препорака дека единствен пат, ми сакал да ме слушате ако може да ме слушате. Ви молам ако може за внимание. Ако може да ме слушате, бидејќи целта е да експлорираме целата ова вистина како што е поставена. И сега тој долг беше пред 20 и нешто дена ставен како блокада од УЈП на самото јавно предпријатие и беа попишани и другите долгови на другите јавни установи во општината, во овој должничко-доверителски односи, тоа се пред се училишта, други јавни предпријатија и така натаму. И дојдеме во една комплетна парализа и блокада. И овдека не се работи за ексклузивитет, да ние бараме нешто што не се совпаѓа со дадената политичка ситуација, па сега ние ќе правиме некоја набавка, некои трошкови непотребни на општината, за да
у овој период кога имаме комплетна парализа на сите институции на системот, ние сме доведени до загрозување на здравието на жителите на Куманово. Бидејќи таа функција што обава ова јавно предпријатие е витална функција за одржување на хигиената и здравието на граѓаните на Куманово. Препорака беше да се обезбеди гаранција за плаќање на долгот према ова јавно предпријатие, а таа гаранција беше да се даде согласност од Советот. И мислам, господин Драган Петковски, ќе ве молам на вас ви давам ова појаснување. Сега овдека не се прави овдека некој ексклузивитет во однос на трошењето на буџетски пари, него едноставно се затвара нешто што е по знак на прашање во однос на легитимитетот на тие средства, како се тие средства третираат во другите односи и зошто баш сега во оваа политичка криза толку Куманово е срдисано со оваква мерка. Бидејќи ако тоа траело од 2006 година нааму, зошто баш сега, зошто баш во овие услови, тоа е прашање кое ќе се барат одговори во некоја временска дистанца понатаму. Меѓутоа сега ние по сугестија на управата сме приморани да донесеме една ваква одлука. А таа одлука не е ништо друго, него да дадеме гаранција дека во наредниот период јавното предпријатие ќе ги сервисира тие долгови у 36 поединачни рати како се договорени. И тоа ќе биде многу тешка операција за самото јавно предпријатие. Меѓутоа, со заеднички сили се надевам, репрограмирање на буџетски средства во нареден период, ќе дојдеме до некои очекувани резултати во таа насока. Ќе се бориме жестоко натаму да ги поништиме овие камати кои се енормно големи. Мислам дека се и нелогични од аспект што имаше еден лек специјалис 2010-2013 година кај сите камати беа отпишани. Ние имаме 40 милиони камати ставени. Ќе се бориме за тоа право како општина Куманово. Мислам дека на тој начин ќе ублажиме болката нанесена на Куманово. И денеска јас како предлагач на оваа варедна седница ве замолувам да имаме разбирање за граѓаните, бидејќи ова не е набавка на коли, не е набавка на инфраструктура, не е набавка на ништо, едноставно е одлука за една гаранција за исплата на средства, се со цел да се деблокира тоа јавно предпријатие и да отпочне нормално функционирање на истото. Мојот апел до вас е да се надминеме себети во политичкиот анимозитет кој жестоко владее и е на резка граница помеѓу двете опции и да размислуваме во интерес на 120.000 луѓе кои живеат, битосуваат или мигрираат према овој град, се со цел да го запазиме основното човечко право заштита на здравието на луѓето, бидејќи ако продолжиме со оваа темпо, ние ќе бидеме загрозени од инфективни, заразни болести и така натаму и нема поургентна работа од оваа денеска што треба да ја направиме. Јас апелирам до совест, мимо политичките анимозитети едни меѓу други и нашите концепти во политиката, денеска да се надминеме себе си, да направиме се, да го заштитиме градот од таа хаварија, која не знам од која причина, времето ќе покаже кој бил во право, кој не бил во право, да донесеме една цврста одлука за ова, ако и тоа одлука. Бидејќи јас мора да кажам дека се сомневам во искрените намери на понудувачите на овој концепт на решавање на прашање, бидејќи 7-8 дена ние шараме по лавиринтите на изнаоѓање на патот. Први пат ни беа дадени, дајте одлука за гаранција, ние истиот ден ќе ве деблокираме. Ради технички причини сме ставиле тамо во члену 3 дека
за ставање на гаранција е потребно согласност од финансии. Финансии се прогласи за ненадлежен за оваков тип, а Закон за задолжување јасно укажува дека тоа е така и ние моравме како општина тоа да го трнеме, а ЕПА Чистота требаше да ги подели од јавниот интерес и она што е комерцијален интерес, за да се тоа направи, бидејќи беа се у блок поставени капела и прасна сала, и тоа мораше да се случи. Ова е само техничко прашање. И мислам дека ова е почетниот дел за разрешување на оваа криза, ако е чиста намерата на другата страна. Не верувам дека тоа е така, меѓутоа, ајде да верувам во добрите намери на сите луѓе кои сака да го заштитат овој град и да направиме нешто добро, бидејќи ако продолжиме со вакво темпо, на нас ќе ни се надвие една друга опасност, тоа е епидемиолошка опасност од заразни болести, бидејќи ние сигурно за десетина дена ќе имаме 1000 тони смет на улица. Тоа ќе биде една општа каварија, тоа е видливо, се знае како беше пред десетина години кога имаме блокади на депонијата. Од тој аспект ве замолувам за разбирање и чувство на одговорност према 100 и кусор илјади луѓе. 120.000 луѓе, кажав, мигрираат во овој град. Значи, зборуваме за безбедноста на целиот регион, од еколошката бомба, и за мене нема поургентна ситуација, воедно ја бранам и оправданоста на свикување на воредната седница, бидејќи ова не трпи одлагање. Ова во моментот е број 1 топ тема и за мене, и за граѓаните, и за управата, и за сите кои се добронамерници на Куманово. Очекувам да имаме разбирање, без разлика нашите опортуни политички ставови во однос на политичките состојби во Македонија. Ова е нешто за кое сите сме загрижени, ова е нешто за кое треба сите да се бориме и мислам дека овдека секоја дебата на релација политичките разлики ќе бидат безпредметни и нема да донесат до резултанта, а тоа е да се деблокира ово јавно предпријатие, а потоа натаму на регуларни судски процеси ќе се тражи вистината и она што е што во Република Македонија. Во моментот тоа е единствен услов да излеземе од оваа криза, затоа го понудивме. Ние опште не размислуваме дека во една држава централната и локалната власт треба да се делат со некакви иерархички граници, бидејќи се тоа што било некојаш државно, бидало делумно општинско и некојаш кога било општинско, 1991 биде државно со еден акт. Така да јас некоја таква резка граница не правам во однос на собственоста и мислам дека ова е само символика, да не правиме од ова политиканство, ова е само на некој начин покажување на добра волја, дека ние ќе го дадеме тоа како еден гарант за нашата добра намера во наредните 36 месеца да го сервисираме тој долг. Нормално ќе се бориме за висината на долгот од позиција што каматата, кажаве, 700, скоро 700.000 евра. Тоа е нешто енормна цена во моментот кога имало лек специјалис каде сите камати биле отпишани. Од таа позиција ве замолувам за кооперативност, разум и чувство за граѓаните на Куманово. Да направиме се, бидејќи овдека не се добиваат политички поени, никој не се качува, никој не се спушта во рейтинг листата од позиција кога граѓаните ќе бидат изложени на голема опасност од заразни болести, од една општа еколошка каварија и опасност по здравјето на жителите на Куманово. Значи, јас ве поново упатувам една порака. Ова е тоа што го ни предложија. Опште, во овој момент, Куманово не размислува што е битниот елемент за собственоста на општина Куманово, тој комплекс комерцијален од базенот и дел од прста салата, кои не се суштествени и од јавен интерес за вршење на витални функции на град Куманово. Ние се надеваме дека во наредниот период со решавање на сите политички анимозитети и конфликти во Република Македонија кои се сега пред нас, ќе се створи едно демократско општество каде ни се основа на дебата, разумни компромиси и решавање законски на сите тие проблеми и исти статут на сите општини, бидејќи лично знам дека енормните долгови на ДДВ-то на многу предпријатија беа делумно отпишани, тргнати на страна,
не се реактивирани, има многу голем процент на фирми и јавни предпријатија кои имаат десетоструко поголеми долгови, а немаат преземено такви активности. Од таа позиција сакам да кажам дека во наредниот период ќе имаме место и за дебата и за конечно разрешување на овој проблем. Ве замолувам лично уште еднаш да се надминеме себе си во политичкиот анимозитет и политичка диспропорција во нашите ставови во ова општество. Ово е интерес за здравје за нашите граѓани, за здравје на нашите граѓани, за перспектива на сите генерации, а пред се на оние кои се на улица, тоа се ученици, млади генерации, бидејќи ако продолжи оваа хаварија, ќе бидеме изложени на поголема здравствени и епидемиолошки проблеми. Затоа да се надминеме себе си, да не размислуваме во политичките ровови, едноставно да кажеме да на ова, ако и ова е решение. Ако и ова не помогне, дефинитивно ќе знаеме дека ова е промовирано од некои други центри на моќ и дека тоа не е резултат на фискално дисциплинирање на општината, резултат на политички притисци и садомазохизмот кој се врши на Куманово со децении наназад. Благодарам. Ви благодарам, господине градоначалник. За реплика се јави господинот Петковски. Повелете, господине Петковски. Благодарам, председателе. Значи, не е вистина дека само Куманово и дека само против Куманово се поднесени овие мерки. Колку што ми е познато, по оваа основа побарувања се извршени на и многу други градови во Македонија, каде што кои што се раководени и од некоја друга опција. Така да не е вистина дека се врши пресија само врз Куманово. Ниту вие, господине градоначалник, ниту раководството на јавното предпријатие Чистота и зеленило не ни дадовте никаков план и не ни давате никаква гаранција дека во наредните 36 месеци овој долг ќе се сервисира редовно. Наш печаток е, а и од досегашното искуство, дека ова решение ќе биде само пролонгирање на состојбата, пролонгирање на долгот и дека по некое време на ова исто место некој друг состав на ова на Советот, бидејќи нема ние веќе да бидеме советници, ќе го решава истото прашање, ќе го решава истиот проблем. Само што тогаш нема да бидат во собственост овие објекти кои што сега ги даваме под залог. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Одговор градоначалникот, повелете, господине. Јас се потпуно сложувам со вашата констатација. За мене ова безпредметен процес. Мислам дека ова што се прави терор врз Куманово е безпредметна работа. Меѓутоа, ние сме ставени во таква ситуација и ние немаме друг излез. Јас со многу тешко чувство на вина ја прифаќам оваа одлука да ставиме оно што го изградиме пред пола година. Значи, една гордост на Куманово, тоа е комплексот, сега да го ставаме под хипотека, односно под залог. Сметам дека е нешто што како да имаш некое дете новороденче и да ти го одма посвојат у првите 6 месеци. Меѓутоа, ние немаме друг избор. Ние сме доведени до зид и тоа е такав начин на политичкиот систем во Република Македонија. Јас се обидувам на разни начини. Ниједна дискусија се мова ставите тоа, ако е искрена намерата. Повторувам, ако е намерата искрена. Ние одлучиме подобро да нешто спасиме, а тоа е здравјето на жителите на Куманово, на граѓаните на Куманово, бидејќи ги доведуваме во животна опасност, во епидемиолошка бомба, ако продолжиме вака. Така да, како ќе се сервисира тоа, ќе се направи ребаланс на самото работење. Можеби општината ќе жртвува дел од буџетот во наредниот период за да ги сервисира овие работи, бидејќи ако немаме разбирање у билатерала, сега дефинитивно мислам дека свативте
дека се работи за фиктивни пари. Овдека, господин Петковски, се работат за пари кои се фактурирани 18%, а никогаш не се наплатени и се кумулативно доведени до таа бројка. Тоа што е наплатено и кога е регулирано по моја жестока борба и иницијатива на 5%, до денар е исплатено на Република Македонија на Министерството на финансии. Ова се работи за фактурирани, ненаплатени средства, бидејќи добро знаете дека наплатата е таква како што е, дека 18% ке наплата 50%, не е 18%, не е 36% ДДВ, и дека тие кумулативно од 2002, прва, воведување на ДДВ од 2005, бидна долгови кои се такви како што ги знаете. На тоа беа ставени камати, па камати на камати, дојдоме до таа бројка. Да биде белјата уште поголема, ни се фактурираше уште 40 милиони, 30, потрошно 37 милиони, уште камата на овие средства, а со лек специјалис од 2010 година тие камати беа отпишени. Значи, има многу елементи за дебата, многу елементи како да се реши овој проблем. Едноставно, тој е долг постар од 15 години и може би државата во нареден период ќе има некој доблес да го на некој начин сервисира. Јас одговорно тврдам дека Куманово во овие 12 години, јас одговорно тврдам пред граѓаните на Куманово, сите долгови што ги имат јавните предпријатија се фикција. Тоа е долгот на водовод со енормно зголемување на цена на вода, кај не постои нигде на Балкан таква цена, и блокада од 100 милиони, енормно зголемување на овој ДДВ од 100 милиони на јавното предпријатие, и на тој начин ги доведуваме во една и кредитот од МЕАП, која блокира општината 100 милиони евра, а беше договорено да се враќа од буџетот на државата, па со репрограмирање, односно со адресување 2005 година се стави на терет на општините, а беше задолжување на Министерството на финансии. Така да, сите овие долгови што стојат над општина Куманово, кои се енормни вредности, во моја некоја импровизирана проценка е негде околу 4,5 милиони евра, тие пари, оваа гарнитура која го води градот 12 години, 1 евро нема потрошено. Тоа се фиктивни пари, пари кои не припаѓаат на локална самоуправа, ни по закон за фискална децентрализација не биле у тој момент обврска на локалната самоуправа. Затоа сакам да ви кажам дека ова што денеска да рисуваме е една фиктивна бројка, бројка која никогаш не е наплатена, сума, која ви кажав зашто е 36%, не 18%, бидејќи 18% ДДВ од тој период на наплатени 50%, долгот е 36% на ДДВ. И таа бројка со тие камати затезни дојде до 48,7-8 милиони кои не прати од 2005 година. Дали вреди да го доведуваме здравието, животот, функционирањето на општината за измислени средства од 2002 до 2005-2006 година. И затоа ве замолувам да ова го ставиме на другиот колосек, да се иде во управни судови, да се иде во една редовна судска процедура, да се докажува, отфрлува и на крај да се донесе решение кое ние ќе го почитуваме како судско крајно решение. А за да го надминеме тоа, денеска замолувам лично, ради здравието на луѓето, ради безбедноста и животот и здравието на граѓаните на Куманово, да донесеме една одлука, ако таа одлука е конечна, да ги ставиме овие денеска, да ја ставиме ова одлука на гласие, да изгласаме, да ги поставиме кај нотар како залог, и од тука да отпочне едно нормално функционирање на градот. Бидејќи, ако е само до тука, не сум сигурен дека се чисти намерите, меѓутоа да верувам дека тоа што го зборуваме многу искрено и чисто. Бидејќи тогаш првиот договор беше само ги ставите, а донесете одлука, исти момент ќе ве деблокирам. Еве, 7 ден, уште не сме деблокирани. Денеска имаме пред нас одлука во која нема да се срамите. Ние не го даваме ни на приватни бизнис, го даваме од држава во држава. Ние не сме помалку држава од централната власт. На крај, некоја што било се на држава, со законите од 2005 година децентрализација се врати на локалното ниво, сега го даваме само со цел да обезбедиме живот и здравје на граѓаните на Куманово.
Ова е борба на неуедначени сили. Затоа мислам дека секоја друга одлука ќе биде контрапродуктивна за граѓаните, ќе го загрозиме безбедноста, здравието, сигурноста на граѓаните на Куманово, а ние сме од нив избрани. Ние треба да работиме за нив и поново уште еден апел. Ова не е одлука некој некому да продава, некој некому да купува. Ова е одлука за нешто што треба да се реши во моментот, а каква ќе биде историјата натаму, како ќе биде тоа, како ќе се разрешава ова во натамошните судски постапки, тоа ќе се докаже судовите, до управна постапка, ќе одиме потоа до влада за разрешување на овие фиктивни долгови. Ова се фиктивни долгови и повторувам дека се фиктивни долгови. Ова не се реални долгови, никогаш не ни биле, меѓутоа време не време, време на големи притисоци, жестоки искушенија, време во кое не се знае кој пие, кој плаќа во државата и тоа се жестоко искористува за да се врши пресија. Ја ве замолувам да направите се да го спасиме безбедноста и здравието на граѓаните на Кубаново. Благодарам. Ви благодарам, господине градоначелник. Повелете кој бара збор? Повелете господин Османовски побара збор. Благодарам, председателе, почитуван градоначалник, почитувани советници, почитуван секретар на општината, почитуван директор, почитувани медиуми. Почитуван градоначалник, 2007 година вие се соочивте со навистина еколошка бомба. И тогаш Советот и вие како градоначалник бевме во многу полоша состојба од денеска што е ова јавно предпријатие. Бевме во блокада, изнајдовме решение, со маки и ваше лично ангажирање, спиевте во Скопје кај тогашниот, пред куќата на тогашниот министер Трајко Славевски, чинов дека беше, изнудивте тоа предпријатие да почне да функционира. Меѓутоа, некој е виновен што сето тоа застана само до тука. Не се испочитува она што беше договорено, репрограмирање на долговите, плаќање на стариот долг и немаше да дојдеме до денеска до оваква ситуација. Почитуван директор, вие минатата седница, па ве прашувам, се извинувам, го прашувам градоначалникот. Вие, односно ние, имаме уште едно блокирано јавно предпријатие. Се работи за ЈП Водовод. Ве прашувам, што до сега вие не се ангажиравте, како сега што се ангажирате за ЈП Чистота и Зеленило, да се одблокира тоа јавно предпријатие, за да почне нормално да функционира. И ако дојде, не дај Боже, до блокада на тоа јавно предпријатие, што општината ќе стави во залог? Тоа е прашање за вас. Почитуван директор, вие минатата седница ме критикувавте за мојот однос кон советниците, кон вас. Ова што ние го правиме за ЈП Чистота и Зеленило, овој совет, не го направиме за другите јавни предпријатија. И тие се во тешка финансиска состојба. И Водовод и Газ Куманово, не знам, мислам дека и Пазариште е во таква финансиска состојба. Не можеме овде да се вадиме дека граѓаните ќе бидат на удар на инфекции, дека ќе се случат еколошки бомби. Вие имате реален притисок од вработените во ЈП Чистота и Зеленило. Од вработените, особено од оние 33-34% кои припаѓаат на ромската заедница, кои повеќе од 2 месеца не зимаат плата. Тие се притиснати од банките каде што се задолжени со кредити и луѓето се со многу лоша социјална карта. Тие луѓе, ако не им дадете набргу, не им се исплати плата и ако не ги подмират кредитите, ќе паднат во уште потешка финансиска состојба. Тие хранат повеќе семејства, тоа е голема бројка од 33-34% вработени во ЈП и тие се најгласните на протести, на вашите неизлегување, тие се најгласните, припадниците на ромската заедница. Меѓутоа, не значи дека ние овде ќе треба краткорочно да го решиме проблемот, да земаат плати и после 4-5 месеци да се изгуби имот на општина Куманово. Не верувам дека ова јавно предпријатие покрај сервисирање на сите долгови што ги имате, дека ќе можете да враќате од овој долг. Другата влада,
Кога ќе се формира как, тоа е друга приказка. Меѓутоа, ова јавно предпријатие не верувам. Тоа е невозможна мисија. Вие да враќате по 1.800.000 денари рата. Или месечно да враќате. Тоа е голема сума. Бидете реални, бидете објективни, затоа што од овој имот после 3-4 месеци, гарант, пак ќе има проблеми. Пак ќе ви се качи управа за јавни приходи и ќе го бара овој имот, да премине во нивна собственост. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. За одговор се јави првин градоначалникот, потоа директорот на Чистото и зеленило. Повелете, господин градоначалник. Вие поставивте прашање како ќе ги решиме овие работи. До 2007 година сме биле на иста страна, сме се бореле, добивме одговор тако кој што добивме. Нашата борба предизвика да се намали ДДВ-то од 18% на 5%, не знам дали се служувате, и вие бевте дел од таа коалиција, ако не се вара. И тогаш имавме договор со директорот на управа да сите долгови кои се створат да бидат сервисирани. По таа основа имавме долг од 20 милиони денари, го и сервисиравме на нула, а оној што беше долг од 2002 до 2006 година на фактурирано наплатено остана да биде дел од репрограмите. На 2010 година се направи репрограм, 10 години, со 3 години грейс период, и тоа беше на некој начин едно ветување дека во нареден период сите тие фиктивни долгови на 18% ДДВ од сметот ќе бидат во некој период можеби замрзати, отпишани. Тоа беше стратегија која во тој момент се преговараше. Јавното предпријатие, ја овдека не сум адвокат на ѓаволот, не е должно ни еден динар по однос на ДДВ од тој период кога се пресече работата на 5%. Вие знаете дека и седевме по улици, и спиеме пред куќи, и правиме митинзи, и правев самит со сите градоначалници преку ЗЕЛС иницијатива и дојдовме до целта. Значи, она што е врска од тој момент, локалната самоуправа и јавните предпријатија ги затворија тие долгови. Ово е долг од 2002 до 2005-2006 година, кој беше резултат на таа состојба финансиска, фискална, како што беше законот за ДДВ, доведен од 2001-2002, па нааму. Значи, таа работа е стара и таа работа цело време се водеше во насока дека тоа не се наплатени средства и дека јавните предпријатија не можат да го сервисираат тој долг. Така да, ние немаме друг избор. Сега се реактивира тоа, се актуализира. Сега треба си поставиме прашања и да го бараме одговорот. Дали ова има врска со реалната фискална моќ и реалната потреба да се исплатат овие фиктивни пари, или има некоја друга позадина, тоа секој од вас нека си го најде одговорот сам на себе. Ние знаеме дека сме овдека зоополитикон, луѓе кои водиме политика, и ние овдека застапуваме тези и кога здравиот разум ние на супротна страна. Тоа сосема ми е јасно. Многу пати сум бил во таква некомотна ситуација. Знам дека сигурно сте убедени сте у тоа сите вие што седите таму, дека ова нема врска со реалноста и дека ова е измислен проблем. Не е за смешка, сам си сигурен во тоа. Меѓутоа, сакам да истакнам дека ние сме преморени да донесеме оваква одлука, бидејќи старата поговорка вика сила Бога не моли. Дали сме дојдени исправени пред една таква состојба, каде штап и морков имаме секој ден, ние мораме да го примеме и морковот и штапот. Така да одлучиме овака, бидејќи разумни луѓе донесуваат разумни одлуки во дадени моменти. За мене подобра е оваква одлука, него да го изложам граѓанството на сериозна опасност од болести. Еднаш како живее в тој период, се боревме жестоко, успеавме да дојдеме до целта. Одговорот тврдам пред овој совет, дека ние немаме ни еден динар дуг на ДДВ после решавање на историскиот проблем, кога од 18% на 5% се врати ДДВ-то. И тоа е решено.
Што се однесува до јавното предпријатие Водовод, поставивте прашање. Значи, јавното предпријатие Водовод, на среќа или на жалост, исто така е блокирано над 100 милиони од фиктивни долгови за едностранно покачување на цена, милион пати сме зборували. Меѓутоа, тогаш имаше некој, не знам, дали не бил консултиран доволно у хиерархиската подреденост, ни дозволи задолжителна резерва. Водовод живее на вестачки плуќа повеќе од 5 години. Функционираме задолжителна резерва ради витални интереси на градот и на моја среќа функционира некако. Иначе оно ќе беше. Сега ние овдека немаме задолжителна резерва. Ни судот што е должен да ни ја даде, не ни ја даде. Витална загрозеност за градот, не ни дадува задолжителна резерва. Ние денеска, ако имаме задолжителна резерва, немаше да дебатираме овака. Ќе одиме во регуларна судска постапка. Не знам дали ја свативте поентата. Ние ако имаме состојба како на Водовод, кој исто така е со 1,5 милион евра задолжен од фиктивни пари, едностранно покачување на 7 денари сирова вода од 1,8, вие тоа добро го знаете, пошто таму работите, меѓутоа таму имаме задолжителна резерва и функционираме некако. Овдека немаме задолжителна резерва дозволена и ние сме у комплетна парализа на јавната хигиена, односно загрозување на здравието. Тука е разликата само. Иначе, тие се исти процеси, исти методи, исти кадар, пети пут. Така да, сакам да ви кажам, ова што го правиме е изнудена работа. Ама нема друго чаре. Се обидовме на некакви разговори, преговори, се обидовме да го пробудиме свеста на правосудството. Ја не можев да сватам како еднашка ни дадоа задолжителна резерва за ЕПА Водовод, а сега кажа нема задолжителна резерва. Од два витални интереси, на иста позиција, два аршина, две одлуки, две различни работи. Значи, затоа ви кажа преска. Ако и ова е решение, што чисто сумњам, ставам голем знак, прашалник на искрената намера на УЈП, бидејќи мислим дека подлабока е позадината. Еве и тоа ќе го ставиме под хипотека, бидејќи ако е тоа решение, немаше никаков разлог Куманово да биде одбиено за задолжителна резерва. Ние имаме право на задолжителна резерва, меѓутоа ние 10 дена идеме пред врата, чучиме, никој не ни отвара врата. Најголема општина, 120 луѓе жители се во реална опасност. Замислите која е функција на централна и локална власт во комуникација ако градиме едно општество за сите. Ние не може да доеме до договор да ни дадат резерва, а потоа да идеме да се определи тој дел кој треба да се зима со извршување. Меѓутоа, на такво нешто немаме право, немаме граѓани еднаков за сите, немаме судство еднакво за сите, немаме општество еднакво за сите, немаме институција еднакво за сите. На жалост тоа е така и не ги делам проблемите, помали се на Водовод, поголеми се на ова и поново кажам, одговорно тврдам пред целата кумановска јавност. 1 евро од тие 4,5 милиони блокади кои ни ги поставија, нема потрошено ова локална. Тоа се фиктивни, измислени и нереални пари. Ја одговорно тврдам. И за блокадата на Водовод, и за блокадата на Чистоќа, и за кредитот од МЕАП кој никогаш општината не го преземала, а со лек специјалис го наметнаа на општините. Тоа се 4,5 милиони евра кои никогаш ова граѓани не ги потрошиле, ова администрација не ги сервисирала и не ги потрошила, а стојат на терет на локалната самоуправа. Затоа, пријателе, ве замолувам да ја разберете позицијата. Овдека, ако имаме задолжителна резерва, немаше да имаме воредна седница на Совет, ќе идеме со задолжителна резерва како Водовод и ќе се бориме по легитимен судски пат за докажување на тие реални долгови, а пред се на камата. Вие знаете дека камата е 700.000 евра ставена на 21 милион долг. Значи, 39 милиона е камата на 27 милиони долг. Дали некој во Македонија може да ја оправда ова камата? Па јас знам дека имаше едно време акција медицинска за сите зеленаши кои даваа ликварство, беа затворени, имаа притвор. 200% е камата на основниот долг, бе, пријатели.
во која држава има 200% камата на основен долг. Само е прашање реторичко, али ако развиеме таа дебата, не знам до кај ќе дојдеме. Затоа сакам искрено да ви кажам, овдека не е борба колку е реалното, колку не е реалното. Овдека е борба дали треба да ги обезбедиме виталните интереси на град Куманово. Јас повторувам, лично се залагам, без разлика колку е цената на коштањето на сите објекти, да Куманово биде излезено од кризена епидемиолошка катастрофа, здравието и безбедноста на граѓаните се примом нон лоцере за мене. Значи, да не се наштеди на пациентот. Тоа е првата работа за која ќе се залагам. Сите други работи се помалку важни во моето политичко делување, бидејќи човекот пред се, за мене е главната работа за која е мојата брига, бригата на мојата администрација и брига на оваа политичка гарнитура која е на власт. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Контрареплика, господинот Османовски првим, потоа за одговор директорот на јавното предпријатие. Повелете, господин Османовски, имате збор. Благодарам, председателе. Почитуван градоначалник, има една поговорка во Куманово, а вие често во вашиот вокабулар ги употребувате тие поговорки. Ваша среќа или несреќа е во овој трет мандат да наследите и долгови. Не наследивте некој благодет во општината, некоја голема каса, некој буџет. Ги наследивте и вие, и вашите именувани директори наследија долгови од претходни членови на вашата политичка партија. Колку ја што знам. И сега тие долгови, фиктивни, нефиктивни, фигурираат. И ние овде треба да заложиме имот на граѓаните на општина Куманово. Уште централната власт да ги земе и ќе бидеме кираџи во наши. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас за одговор, директорот на јавното предпријатие. Повелете, господине Петрушевски, имате збор. Благодарам, председателе. Добар ден и од мене до сите присутни, до советниците и до медиумите и до општинската администрација. Значи, јас вчера ви ги поделив материјалите кои ги бара советниците од страна на ВМРО ДПМН за сите оние процеси кои оделе во оваа постапка, затоа што се работи за еден процес кој е воден од 2010 година. Значи, за волја на вистината, морам да кажам дека се она што правевме напори како јавно предпријатие, во диалог со Управа за приходи, за да можеме да ги разрешиме проблемите, не најдовме на разбирање. Од проста причина, што јавно предпријатие и јас како директор, ви кажувам на сите, ние немаме ни еден денар активен долг кој се однесува на даночни долгови по основ на ДДВ и данок на добивка во период од 2007 година до ден денеска. Значи, сите долгови кон Управа за приходи се исплатени. Впрочем, вчера излезе од Управата за приходи званичен документ за должниците во Република Македонија. Таму има 20 на јавни предпријатија со по 150-200 милиони денари и повеќе. Јавно предпријатие 0 денари долг за ДДВ, а 3 милиони 781 денар долг за данок на добивка. Тој долг за данок на добивка е овој долг што е влезен во репрограмот. Меѓутоа тука пишува 4,5 милиони. Не знам сега која е точна констатацијата, дали од Управа за приходи или од Управа за приходи. Не знам точно која е точна бројката, дали од Управа за приходи или од Управа за приходи, пошто овој документ кој ви е поделен на ваш советниците е она што е појдовниот проблем во целава проблематика. Задолжувањето од 2010 година се вршеше по основ на репрограмот и влезени се 49 милиони. Со се данок на добивка и данок на додадена вредност. Ние имаме блокада од 21 милион, а не сме платиле една рата. Зошто? Сите ќе се запраша. Еве не плаќало, како што слушнав јавно предпријатие. Затоа што добивме дупло задолжување. 28 милиони имаше и се води уште на ревизија судска постапка, а тие 28 милиони се влезени во овие пари. Ни ветија дека ќе ја исправат грешката и ќе ни дадат нов репрограм до 2023 година само на 21 милион.
што ние како јавно предпријатие во наши планови можевме да го исплатиме. Се однесуваше на рата од 150 до 200.000. Значи и со бившиот директор, и со бившата началничка во Штип и така натаму и така натаму. И ние тој долг не го спориме. Држава одредила, долгот не е спорен. Меѓутоа спорно е се она што се случуваше после. Условно ми рекоа дека треба некој да си одговара за ова, ама претходниците. Да си го бараме по судскиот пат. И ке си го бараме, имаме ревизија, дадено ви е се комплет, имаме на апелација, имаме се. Дај Боже да биде разрешницата во интерес на јавното предпријатие и на град Куман. Затоа што одговорно тврдам дека немаме законски основ да ги платиме каматите. Колкави се, како се израчунати, не знаеме. Значи, се ова е оптоварување за јавното предпријатие со некои фиктивни долгови кои нити сме ги направиле, сакаме да ги сервисираме, можеме да ги сервисираме, меѓутоа не 90 милиони, 21 милион. Со тоа што, верувајте дека максимално ќе се трудам, сите овие судски процеси кои се отпочнати и новите кои ќе отпочнат, да излезат на виделина сите оние грешки кои се направени. Затоа што јавно предпријатие како даночен обврзник редовно си ги плаќаше сите даночни обврски према Република Македонија, односно према Управа за приходи. И втора работа, после завршување на репрограмот, односно со отпочнување на репрограмот, јас како директор наследив долг од 23 милиони денари, кој беше постав на 5% ДДВ. Во договор со бившиот директор на Управа за приходи ни даде рок од 6 месеци. Сите тие пари ги исплативме. Останаа само овие спорните. Тогаш ни беше ветено дека со одлука на влада, со било какви одлуки, затоа што и сите се свесни дека тие пари не се ефективни. Ке се отпишат, па репрограмот ќе ви го вратиме. Се со една цел да избегнеме каматата. Сега ова е 21 милион плюс камата 36 милиони. Повторувам, не ја знаеме која е камата. Зошто, од кој период, како? Немаме, само добивме известување дека толку е каматата. Значи, ќе си го бараме, ќе си ја бараме правдината по судскиот пат. За сите овие работи. А за исплаќање на долгот, да, точно е. Тешко ќе биде. Меѓутоа, една позитивна работа од цела ова лоша работа. Управа за приходи, покрај тоа што ги блокираше сите јавни предпријатија, општина и сите јавни установи, ги блокираше и должниците кои со години по судски пат не може да се наплатат. Обезбедија по начин на должников должник 150 милиони денари. После завршување на оваа процедура, ќе барам состанок со директорка на Управа за приходи. Затоа што овдека не завршува поставката. Ние треба да направиме договор со Управа за приходи за понатамошните нивни поставки. Бидејќи едно ветуваат, друго работат. Едно излегува на виделина како вистина, а не знам, се нешто друго ни се случува. Сите оние должници кои се према јавното предпријатие, кои се од приватен карактер, Управа за приходи може да ги наплати. Без судски процес, без ништо. Со една едноставна блокада, бидејќи по закон за даночна постапка, никој нема право да се буни против Управа за приходи. Затоа што, ова го добив од судиите од Управен суд, 89 постапки на должници и доверители во Управен суд се со УЈП. Држава во држава. Никој не може да се буни, никој нема право на глас, никој нема право на жалба, затоа што Управа за приходи си има своја постапка, која најверојатно не сум правник, тука има и правници, само тие си ги пишуваат правилата и само тие си ги одредуваат и каматите, и долговите, и начините на наплата, и сите оние начини кои според некоја даночна постапка се узурпација и кон граѓаните, и кон приватните фирми, и кон јавните предпријатија. Мислам дека суштината на цела ова работа треба да ви биде јасна. Мислам дека суштината на цела ова работа не е во работењето на менаџерскиот тим и на јавното предпријатие. Одговорно тврдам дека сакаме да ги исплатиме долговите, реално. Меѓутоа не можам да се помирам со плаќање на некоја фиктивна камата, не можам да се помирам со начинот на кој бевме излажани, дека тоа е многу лесен проблем, дека е во нивни раце, дека ќе ни го вратат репрограмот, затоа што се она што го исплативме,
И соработката со раководството на управа за приходи во такви моменти беше супер кога им плаќавме. Ова е лесно, ќе го исплатите и ова. Не знам за што се зборува, за кои пари се зборува и за кој однос се зборува. Затоа мислам дека се она што ќе го водиме поставка и сите оние процеси кои ќе бидат од страна на ЈП Чистота и зеленило процесуирани, ќе бидат се со една цел: да се заштити имотот на јавното предпријатие, да се заштитат работниците на јавното предпријатие и на крај да се заштитат граѓаните на град Куманово. Затоа што ова е можеби намера за да дојде до ваква ситуација, како би можело, добро кажа и советникот. Немаат луѓето плата. За волја на вистината во јавно предпријатие работат луѓе не само од ромска националност, од многу националности. И ние не ги делиме по национална припадност, него сите се со еднакви права вработени во јавно предпријатие имаат еднакви права и можности. Затоа ве уверувам дека овој чекор е во таа насока само да ги обезбедиме минимум односите, односно да обезбедиме плата. Тука не завршуваат проблемите и процесите. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Контрреплика, господинот Османовски, повелете. Благодарам, председателе. Во ред, почитуван директоре, вие овде ја напаѓавте управата за јавни приходи дека има своја политика. Вие, како јавно предпријатие, менаџерскиот тим, имате и ваша негативна политика кон граѓаните на општина Куманово. Овде сега векате дека вие сте во служба на граѓаните. Јас сум еден од многуте кој треба да подмири долг. Долг да подмири од 4000 денари за 2014 година. Застарен по сите основи, меѓутоа, во соработка со вас, вашиот нотар и вашиот извршител, не сака да чујат дека тој долг е застарен од 2014 година. И за жал, може би сум во таква позиција што можам да подмирам 4 и плюс вашите камати, плюс 6-7 илјади трошкови што ми ги правите. Лично на мене. Меѓутоа имаше таму тој ден преко 10 граѓани кои се жалеа и кога отидов во вашата фирма каде што бев странка, ми пуштивте да излезам како странка, да се информирам, нема кој да ми објасни како може долг од 2014 година за вас е исправно да се тоа наплати, а сега кога ви барат долгови во јавното предпријатие кои се направени, ви бараат камати, е неисправно. Не може да имате за вас оправдување дека можете да добиете камата од граѓаните на општина Куманово, а кога ќе бараат централната власт или управата за јавни приходи од вас, неоправдано се. Бидете реални. Така одговор ќе даде директорот на јавното предпријатие. Повелете, господинот Петрушевски. Јас не знам колку добро што го разбра советникот, зборува за долг на ѓубре кој го има направено по основ на фактурирање од страна на јавно предпријатие. Меѓутоа, за нотарите и за извршителите, сите јавни предпријатија и сите граѓани на Република Македонија работат по нивен закон. Нити ние го одредуваме каматата, нити стапката на наплата за нотарски акт, нити за извршителски акт. Значи, нема врска со јавното предпријатие, нити наплатата од нотарот, нити наплатата од извршителот. Секако дека и јас сум на исто мислење како вас, дека за 500 денари со нотарски актови можеш да платиш и со адвокатски услуги, и со извршителски услуги до 10-15 илјади денари за телефон кој не си го платил пред 5 години. Меѓутоа, едно и друго немаат врска. Значи, јавно предпријатие може да си го наплати и од нотарите, од извршителите ги зима средствата кои се за неплатена ѓубрарина, која вие сте најверојатно имале. Не сум запознаен, вие подобро знаете. Меѓутоа, сите други давачки не се во јавно предпријатие. Ние денар не зимаме од таа ваша 100%. Значи, се она што го зимаат, го рачунаат нотарите и извршителите. Да бидеме најасно, затоа што една и друга работа не е иста. Овдека се работи за некоја работа која е од многу големо значење и работењето на управа за приходи ја не го коментирам. Јас само реков дека ќе се она што го имаме како документација ќе си го бараме по судскиот пат. Затоа што
уште еднаш ќе кажам, денар, долг, активен немаме. Проверете на информација на Управа за приходи која излезе вчера, најнова, од вчерашен датум, каде што пишува дека јавно предпријатие Чистота и зеленило по основ на данок на додадена вредност има 0 денари долг. Можете слободно да проверите. Благодарам. Ви благодарам, директоре. Кој друг побара збор? Господинот Караджински, повелете. Благодарам, председателе. Почитувам председателе, почитувам градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани представници на јавните предпријатија на општина Куманово и почитувани представници на медиумите. Дискутираме за јавно предпријатие кое што по втор пат запаѓа во ваква ситуација. Еднаш на почетокот на мандатот, на првиот мандат на градоначалникот, актуелниот, денешен, и мој прв мандат во Советот на општина Куманово и еве денеска на крајот на нашите мандати. Овој долг е наследен од претходниот градоначалник, кој беше на некој начин, самите слушнавте, дека беше репрограмиран и јавното предпријатие е задолжено да го плаќа долгот, нели, на рати. Меѓутоа, што све се случувало, не знам, зошто тој долг до сега не е исплатен и како можело да не биде исплатен. Ако тоа било на приватно лице, тоа приватно лице до сега не знам кај ќе завршило и што ќе било со него, а јавното предпријатие зошто не го плаќало, тоа не знам. Има една, нели, рече колегата советник, поговорка, по србите велат обеќање лудом радување. Веројатно тие устни ветувања, устните ветувања не се доволни никогаш и не важат во ситуации каде што се ветува без документ. Дека тоа ќе биде симнато, дека тоа ќе биде тргнато, дека нема да се плаќа и така натаму. Меѓутоа, не знам како нашата локална самоуправа не се научи од оној пример што го имавме, со тоа што кога велевме, односно овде во Советот се зборуваше дека Куманово е заложник на двајца луѓе, затоа што барале да им се исплати сето она што им било вратено со законот за денационализација. Тој предмет исто така стоеше во фиоки со години, да за несреќа, нели, во мандатот ние кога дојавме како советници и како нов совет, да мораше да ни биде блокирана сметката на општината и да ни бидат симнати пари од општината со огромна камата, за која што ја во првиот мандат уште зборував дека ќе биде толкава, да долгот ќе биде смешен во однос на каматата. Еве сега истото се случува и со јавното предпријатие Чистота и зеленило, каде што долгот е многу помал од каматите. Не се тие 200% или волку онолку, туку времето си носи свое, а затезната камата ние знаеме колку е, каква е и што е. И не може таа, како, ако е веќе законска основа, да се на поединци прави вака, а на другите онак. Законот си е закон. Сега зборуваме дека граѓаните на Куманово се загрозени, дека граѓаните на Куманово... Да, тоа е точно. Меѓутоа, зошто тоа не го расправавме до сега? Па ние до сега сме требале, значи, за Чистота и зеленило да имаме една седница на која треба да расправаме што таму се случува. Како можевме ние до сега да бидеме криво информирани, односно не информирани за долговите на Чистота и зеленило? Тие долгови, јас сум мислил дека се исплатени, затоа не се ни спомнуваат на овој совет. Меѓутоа, еве што станува. Значи, последните денови од нашето
присуство тука во овие клупи, да не кажам, односно на овие места кај што сме, да расправаме за нешто и да донесуваме одлука да отуѓуваме имот на општина Куманово. Добро рече директорот на јавното предпријатие дека треба да биде заштитено, меѓутоа редоследот многу лошо го кажа. Прво треба да бидат заштитени граѓаните на општина Куманово, па вработените во чистота и зеленило и дури тогаш имотот на чистота и зеленило. Инаку, редоследот, вие што го кажавте, господине директоре, беше обратено од ова, јас што сега го кажав. Зошто не ни го прикажувавте долгот, па ние ќе преземевме мерки, ќе баравме седници, а ова предпријатие, јас колку што знам, а и сите вие тоа го знаете, јавните предпријатија се предпријатија на општина Куманово. Сите овие предпријатија ги формирал Советот на општина Куманово. Статутите идат преку Советот на општина Куманово. Јавните предпријатија одговараат за својата работа на Советот и градоначалникот на општина Куманово. Сега градоначалникот е заинтересиран и за здравието и за се она што ќе се случува со жителите на општина Куманово. Меѓутоа, кога го оптоварувавме оваа предпријатие со додатни дејности, а не да си ја врши својата основна дејност, мислам дека многу му наштетивме. Зошто имаше потреба да му даваме на јавното предпријатие да станува и некој, да се бави со угостителство, да се бави со земјоделие, односно агрокултури и со некои други работи, кои што се сосема споредни, а основната дејност да ја запоставува и сега одеднаш се враќаме на она што и јас и тогаш го дискутирав дека не е во ред. Како ќе излезе сега јавното предпријатие од ова ситуација? Ние сме затешени, ние сме ставени во една безизлезна ситуација, како што е ставено јавното предпријатие, за кое сметам дека воопшто не може да ја плати да го плати овој долг, сем ако не се обрати на Трамп да дојде да го плати. 2 милиони месечно јавното предпријатие не може да издвои. Ако не можело за 15 години, колку што е долгот, може би, мислам дека е толку, може би и повеќе, тачево време, тогаш како ќе ги плати за 36 месеци? Мене не ми е јасно. А како ние пак ќе ги отуѓуваме објектите кои се уште не се доизградени, што се, да кажеме, понос на општина Куманово, да ги отуѓиме одеднаш, да на некој начин ги ставиме на коцка, бидејќи не верувам, ако некој од вас верува дека ќе го плати долгот во ред, меѓутоа јас не верувам. Ние и на пресконференцијата рековме, ако некој верува, тогаш ајде да ги заложиме нашите имоти и нашите се ние што имаме од дома, ако веруваме во тоа дека јавното предпријатие ќе излезе од долговите, па да видиме дали ќе излезе. Меѓутоа, тоа никој нема да го направи од овде. Али да земеме некоја одговорност, да го на некој начин она што се уште не е ни направено, не е ни почнато да се користи, да го на некој начин отуѓуваме, немаме ниту право, ниту пак имаме некоја основа да тоа го правиме. И наместо да се бара одговорност, јас секојаш велам дека ако јас бидам некаде одговорен, треба да ја водам работата онака како што треба. Да се барала одговорност и од оние фактори кои што биле претходно, и од овие фактори кои што се сега кои што менаџерските тимови на јавните предпријатија, не би доаѓало до овакви работи. Меѓутоа, мислам дека тука е затаила работата кај што се бара одговорност и дека ако тој менаџерски тим не може да се справи со тие проблеми, требало да се најде некој кој што можело да се справи. Јас лично не гледам дека можеме да излеземе на крај со ова.
Ние, ако го на некој начин, ако го изгласаме тоа, ако Советот го изгласа да јавното предпријатие, нели, односно гарантира дека јавното предпријатие ќе ги врати долговите, се лажеме и мислам дека само овие објекти ќе бидат изгубени за општина Куманово и пак општина Куманово нема да поседува она што, еве, вели градоначалникот, се гордеам со објектот и така натаму и така натаму. Меѓутоа, како ќе се гордееме кога тоа ќе го дадеме на некој таму што требало да. Значи, ако не се плаќани долговите, ако се знаело дека не се плаќани, не требало ли да почне да се гради, тогаш да се плателе поварно долговите, да остане јавното предпријатие, а базенот да останал да се гради малку подосна, бидејќи ете ради таа финансиска ситуација не може сега да се игра. А не вака да запаѓаме во долгови, а и така реков, општина Куманово е толку задолжена што плаќала огромни камати, еве и сега оваа камата, каде што колку тоа домаќински се работело, можеме да видиме од тука. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Повелете кој друг бара збор. Нема реплика само. Повелете господинот градоначелник, побара реплика. Ја во интерес Повелете. на време само да ве подсетам дека на сите се отпишани камати. Да знаете. Значи со лек специјалист од 2010 година. И ово е долг фиктивен, бидејќи 18% фактурирано, не наплатено, 50% наплата, значи 36% на тоа кумулативно, тие се цени. Така да, мислам дека методологијата од 2001 година го направи своето до ревизија 2007 година, кога успеавме да го ставиме на 5%. Тоа е суштината на целиот проблем. Ви благодарам, господине градоначалник. Следен за збор се јави колегата Николиќ. Повелете, господине Николиќ, имате збор. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi gradonačelniče, kolege savjetnici, direktora javnog preduzeća i ostali prisutni u sali. U velikom delu diskusije i svih odgovora koji smo čuli od strane gradonačelnika i direktora javnog preduzeća se apsolutno slažem i uvek su građani broj 1 u radu naše institucije, odnosno u radu Saveta opštine Kumanovo. Ali u jednom delu se ne slažem. Znači, dug je dug i on se može zatvoriti ili anulirati samo u dva slučaja. Prvi je slučaj ako onome kome smo dužni vratimo novac i drugi slučaj je onaj kome mi dužimo da nam dug oprosti. U ovoj situaciji ne su ispunjeni ni jedan od ovih dva uslova. Niti smo mi vratili dug kao javno preduzeće, niti nam je Uprava za javne prihode oprostila dug. To je jedna stvar, od ove stvari, ove istine se ne može pobeći. Druga situacija. Javno preduzeće Čistoće i zelenilo u ovih 4 godina niti jednom na ovom savetu nije rekla da postoji i da duži prema Upravi za javne prihode sumu od 21 milion dinara. Svo ovo vreme mi smo imali situaciju da javno preduzeće radi sa pozitivom i imali smo situaciju da je bilo povlašćeno u odnosu na druga javna preduzeća. Kada smo sve one neke poklone koje smo dobijali kao opština, neka prevozna sredstva i tako dalje, poklanjali javnom preduzeću, sve u cilju da naš grad i naša opština budu što čistiji i što zdravija sredina za život. U ime svih građana i u svoje lično ime, ja imam nekoliko dilema i nekoliko pitanja i do direktora javnog preduzeća i do gradonačelnika opštine Kumanovo, a to je da li i koliko je javno preduzeće vratilo od ove osnovice, od ovih 21 milion dinara duga prema UJP, koliko je novca do sada vraćeno i da li je uopšte vraćeno i u kom periodu je vraćeno ako je novac vraćan. I drugo pitanje do direktora, da li je vaše javno preduzeće, odnosno naše javno preduzeće, Čistoće i zelenilo, u mogućnosti, u stanju, da li može da izdrži ovako veliku ratu od 1.800.000 dinara mesečno da vraća prema Upravi za javne prihode. To je dilema koja stoji i ispred mene kao savjetnika i ispred svih građana u opštini Kumanovo. A drugo pitanje i druga dilema je upućena gradonačelniku opštine Kumanovo. Ne tako davno, pre 5-6 meseci u ovoj sali, smo isto tako žestoko debatirali oko toga kome se treba dati zatvoreni gradski bazen na upravljanje. Bio sam jedan od savjetnika, a i cela naša savjetnička grupa, da se zatvoreni bazen ne da njime upravlja, rukovodi javno preduzeće Čistoće i zelenilo. Nažalost,
наши апели, наши дискусии нису биле прихвачене и većina savjetnika u ovom savetu je donela odluku da se zatvoreni gradski bazen ustupi na rukovodjenje, menadžiranje javnom preduzeću Čistoće i zelenilo. Javno pitam, ako smo mi znali, odnosno ako ste vi, gospodine gradonačelniče, znali situaciju oko ovih nenaplaćenih dugova javnog preduzeća prema UJP, zašto smo dozvolili sebi takav luksus da jedan tako lep, reprezentativni i najbolji objekat u gradu, koji, kao što vi sami kažete, ja se apsolutno slažem, je nešto najbolje koje je urađeno ovih zadnjih 10 godina u opštini, smo dozvolili da ustupimo jednom javnom preduzeću koje je u ozbiljnim finansijskim dugovima i kad tak ovaj problem biće, kao što je sada, na dnevnom redu. To su nekoliko pitanja i nekoliko dileme koje ja lično imam, ali imaju ga i većina naših sugrađana. I mi kao savjetnici, ovih nas 33 koji smo na samom kraju našeg mandata, ničim nismo izazvali ovu situaciju u kojoj se sada nalazimo. I kao savjet opštine Kumanovo i kao javno preduzeće Čistoće i zelenilo. To je stari problem koji se nije rešavao, nego je podmetnut ili je bačen ispod tepiha i sada smo došli mi u situaciju koji ničim nismo izazvali ovakvo stanje, da odlučujemo o tome da li treba da stavimo ovoliki kapital, ovoliku vrednost opštine Kumanovo u zalog, a da se to kroz mesec, 2, 3 ne bude pravovremeno vraćalo i da to prestane da bude vlasništvo građana opštine Kumanovo. Zato i ja apelujem do sve savjetnike da dobro razmislimo kakvu ćemo odluku danas doneti, zato što kada budemo izašli van ove sale, moramo se suočiti sa građanima i moramo građanima da damo odgovore zašto smo podržali ili zašto nismo podržali ovu odluku koja je danas na dnevnom redu. Hvala. Ви благодарам. Првин за одговор директорот на јавното предпријатие, повелете. Во интерес на времето ќе бидам сосема краток. Сите извештаи и последниот финансиски извештај на јавно предпријатие го има прикажано долгот од страна на јавно предпријатие и УЈП. Значи, гледате ги подобро извештаите. За плаќање на репрограмот, односно на 1.800.000 или 900 колку ќе биде рата, ви реков дека по пат на должник од сите оние приватни субјекти, Управа за приходи ќе наплати голем дел, ако сака. А веќе е појдена по таа постапка. Се она што е останато јавно предпријатие сигурно дека ќе направи во договор со општина Куманово и градоначалникот напори да се што е во наша можност го исплаќаме редовно, за да не биде се она што е дадено во залог преземено од страна на Република Македонија. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Одговор градоначалникот. Повелете, господине градоначалник. Јас сум изненаден од говорот на советникот, да каже велелепен објект, прекрасен објект, и тоа така делува многу позитивно. Само да ве подсетам дека до 5 години и пол беше дел од козеријата, сарказмот на сметка на базенот во Куманово. И еве, конечно, после 5 години добиваме признание за објектот. Сакам да истакнам дека овој објект се дава само несуштествен дел. Значи, ние немаме право да даваме оноа што не е јавен интерес, а комерцијалниот дел не е јавен интерес, така да тој дел ќе биде ставен под заложно право и се надевам дека у некоја разврска, у логични, нормални политички услови, ќе има нормална завршница на сета ова приказка која ја имаме денеска, бидејќи кажав, за да не се повторувам, од 2010 со лек специјалис имаме отпис на камата, не е направено, од тие 21 милион, не се 20, имаме долг 48 милиони, и тој долг у разговор со директорот на јавна управа, Управа за јавни приходи, пред добри 8-9 години беше дека најверојатно тој долг има некоја судбина, бидејќи тоа беше еден конгломерат на долгови на сите јавни предпријатија во Македонија како резултат на
ДДВ 18%, висока стапка на ненаплатени фактури и тоа остануваше како опашка. Суштината на проблемот е тоа. Јас одговорно кажав и пред тоа дека ние немаме нов долг на ДДВ по основа 5% ДДВ од тој момент кога ја направивме. Така да, ова е нешто што е фиктивно. Сега, понова апострофирам, по трети пат, ова беше дел од некој долгорочен процес кој требаше да заврши со отпис на тие фиктивни долгови како резултат на фактурирање на платови и така натаму. Ајде да не се враќаме историски назад. Овој момент сме исправени пред една одлука да функционираме. Ако имавме, поново кажувам, правосудство како што треба да имаме, ние ќе имаме задолжителна резерва, ќе функционираме на тој принцип и ќе водевме нормален управен спор. И точка. Меѓутоа, сега имаме тоа што имаме. Ние не го ставаме базенот, само комерцијалниот дел, три четвртини од комерцијалниот дел. Тоа е суштината на целата приказка, а натаму во развршица се надевам дека ќе имаме доблест да преговараме, јас разговарав со министерот, дека после великански празници ќе имаме дебата и да видиме како ќе завршиме со тие несврсисходни трошкови. Јас поново апелирам дека ова работа е изнудена и ако е само тоа, да донесеме од наша страна одговор и решение, да бидеме чисти пред граѓаните и да направиме се, да градот се деблокира. Тоа е нашата задача денеска, ако од другата страна имаме одговор. Сега дознавам дека ќе чекаме уште еден ден одлука и така натаму, и така натаму. Дај Боже дека е само тој ден, дај Боже дека е само тоа. Се надевам дека ќе дојдеме до конечна цел да функционираме за основни действија за кои намени, за кои сме создадени како јавно предпријатие. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Контрареплика, господинот Николиќ, повелете. Хвала, господине председниче. Уважени градоначелниче, ја када сам говорио у току изградње базена и када е базен завршен, говорио сам да базен кој е направлен и у кој е сада ситуација не одговара условима у коима се налази наша општина и наш проекат, односно кој смо реализовали у школама за пливаче. Значи, не постои мали базен где би могли мали или не пливачи да се обучавају да пливају. У том делу се нисам слагал са оном што е и у динамици изградње базена. Ја како професионалец и како професор физичкog и здравственog образовања изуzetно знам дали е базен добар или nije и негова лепота и функционалност. Тоа е една ствар. Друга ствар, нисам добио одговор на конкретно питање. Зашто, када смо знали да јавно предузеќе Чистоќа и зеленило е у таквој лошој финансиској ситуација када постои дуг кој не е опроштен, кој не е раздужен, зашто смо затворени градски базен дали на управљање овом јавном предузеќе? И поново тражим, уколико сте могуќности, господине директоре, конкретен одговор на моје конкретно питање. Дали ќе јавно предузеќе Чистоќа и зеленило бити у могуќности со свима овим што сте ви рекли да враќа дуг од 1.800.000 дена? Хвала. Ви благодарам. Први на одговор градоначалникот. Повелете, господине градоначалник. Вие добро се сеќавате да не се враќаме историски назад. Ние не го дадовме од тоа што толку многу сакаме да ова предпријателство призме. Ние немаме избор. Имаме само една могуќност. Општината не може да го стопанисува. Јавното предпријатие Водовод кој има компатибилност со дејност беше по задолжителна резерва. Едина функција која имаше фискална слобода беше јавното предпријатие Чистота зеленило. Ние направиме тоа за да не ствараме екстра трошкови, ново јавно предпријатие, спортски терени и така натаму. Другите мали јавни предпријатија нема капацитет финансиски да го тоа одржуваат. Ние у тој момент не размислуваме дека ќе се соочиме со оваа тортура. И сега, значи тогаш имавме на ум дека овдека имаме поголема слобода во однос на тоа да извршува таа работа. Тоа беше едина причина. Сега и тоа се затвори, од тука натаму ќе размислуваме, бидејќи живееме во анаеробни услови на живење и у такви услови у кои живееме се адаптираме секојдневно и мутираме секојдневно во таа насока, се надевам не за многу. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Повелете одговор директорот.
Добро, еве јас ќе повторам уште еднаш, бидејќи кроз прашањето и го дадов одговора. Значи, ќе направиме рекапитулар со управа за приходи за сите оние средства кои ќе ги наплатат по основ на должников должник. Значи, се надевам дека ќе наплатат еден дел од долгот во однос на побарувањата кои ги имаат, односно ние ги имаме кон должниците, со тоа што можеби ратата нема да биде толкова голема. А и да биде толкова голема рата, ќе правиме се за да издвоиме 1.800.000, за да може да ги подмируваме ратите. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Кој друг бара збор? Бидејќи никој веќе не бара збор, констатирам дека расправата е завршена по 4 точки од дневниот ред. Одиме со изјаснување, поединачно изјаснување по секоја точка од дневниот ред. Прва точка за денеска, предлог одлука за ставање вон сила на одлуката за давање согласност на одлуката на јавното предпријатие Чистота и зеленило Куманово за давање гаранција за плаќање на даночен долг и споредни даночни давачки. Повелете да се произнесеме по првата точка. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 25 колеги советници, за 16, против нема, воздржани 9. Констатирам дека Советот ја усвои одлуката за ставање вон сила на одлуката за давање согласност на одлуката на јавното предпријатие Чистота и зеленило Куманово за давање гаранција за плаќање на даночен долг и споредни даночни давачки. Одиме со точката број 2. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за давање гаранција за плаќање на даночен долг и споредни даночни давачки. Повелете да се произнесеме. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 25 колеги советници, 15 за, 8 против, воздржани 2. Констатирам дека Советот ја усвои одлуката за давање согласност на одлуката за давање гаранција за плаќање на даночен долг и споредни даночни давачки. Одиме со точката под реден број 3. Предлог одлука за ставање вон сила на одлуката за засновање на заложничко право. Повелете да се произнесеме по оваа точка. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 25 колеги советници, 15 за, против нема, 10 воздржани. Со ова констатирам дека Советот усвои одлука за ставање вон сила на одлуката за заснованње на заложничко право. Одиме со последната точка од денешниот дневен ред. Тоа е предлог одлука за обезбедување на плаќање на даночен долг со заснованње на заложничко право. Повелете да се произнесеме по оваа точка. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 25 колеги советници, 15 за, 7 против, воздржани 3. Констатирам дека Советот ја усвои одлуката за обезбедување на плаќање на даночен долг со заснованње на заложничко право. Колеги, со оваа дневниот ред е исцрпен, ја затворам седницата, 8-та вонредна седница на Советот на општина Куманово. Сега координација на советничките групи, ги замолувам координаторите на сите
советнички групи да останат, бидејќи од вчерашната координација имаме договорено за денеска координација за наредната седница, која ќе биде следна среда, односно на 19. април 2017 година. Ве молам да останете.